Со особена гордост ова утро ќе ви ја најавам нашата денешна гостинка, со особена гордост го изговарам и нејзиното име, магистер Гордана Бешлиовска, која што е председател на Сдруженијето За нас, а воедно јас барем така се нарекувам и лидер на сестринството во Македонија, лидер на сите наши медицински сестри. Гордана, добро утро. Добро утро и на вас. Ви благодарам многу за убавата најава, пред се за епитетот на медицинските сестри. Неделно утро, обично треба и да им се извиниме на гостите што им го крадеме неделата како ден за со семејството, но со оглед на тоа што за медицинските сестри не постои недела, не постои сабота, не постои празник, претпоставувам и вашето семејство е навикнато во неделите да отсуствувате од дома. Па така, тоа е дефиницијата на професијата на медицинските сестри. Тоа не е професија, тоа е живот. Баш за, мислам, од тие причини што медицинските сестри се 24 часа медицински сестри. Со оглед на тоа дека нашата професија има фундаментални некои цели и задачи кои што одат во смер на здравственото воспитување, на превенирањето на болестите, на превенцијата на унапредувањето на здравјето. Значи медицинските сестри се континуирано со суштината на нашето постоење со пациентите и не е тоа само кога сте на работа. Ние сме медицински сестри 24 часа. Таму каде што започнува животот, каде што се раѓаат бебињата, се до геријатријата и до оние институции каде што сме во олеснувањето на маќите. Гордан, обично гледачите се научени да ве гледаат на светскиот ден на медицинските сестри, така но рековме како што начината треба да се обрне внимание секој ден, а не само за 8 март, да започнеме од поводот зошто ве поканивме овде. Минатата недела имавме тема за одливот на докторите кај нас, но потоа малку се засрамив, се реков, сега само за докторите зборуваме, каде се тука медицинските сестри, кога голем товар од здравството паѓа токму на нивниот грб. Сега ќе ве прашам дали голем или пак најголемиот товар паѓа таму. Па така е, се сложувам со вас. Ние во таа недела на сестринството добиваме малку повеќе простор и тогаш зборуваме за оние квалитети кои што треба да ги има една медицинска сестра, зошто сме во професијата и како сме во професијата, добиваме можност малку да зборуваме и за нашите проблеми. Меѓутоа, јас сум многу пријатно изненадена и во име на целото здружение и на Унијата искрено ви благодарам што учествувате во подигањето на гласот на медицинските сестри. Ова се нашите начини на кои што ние сето ова што го кажавте сега можеме да го потврдиме колку сме ние важни во здравствениот систем, бидејќи медицинските сестри се најмногу бројни во здравствениот систем. И тие се дел од тимовите и се носители на здравствената нега заедно со лекарите кои што се носители на здравствената дејност. Не може да функционираат тимовите без медицинските сестри. Ако една инструментарка ја напушти операционата сала, ќе пропаднат не еден и два сите тимови за работа, бидејќи таа во утринските часови кога ќе почне својата работа во оперативниот блок, лекарските екипи се менуваат во текот на денот, а таа е една единственост за сите операции со пациентите. Тоа така може да го разберете паралелно за сите медицински сестри. Секаде се неминовниот и основниот дел во тимовите каде што нормално интервенциите и работните задачи се многу бројни и секаде во сите нивоа на здравствениот систем. Ќе почнеме тоа што значи да се биде една медицинска сестра. Сите ние сме пациенти или потенцијални, односно што рековте, откако се раѓаме сме всушност пациенти и сме доаѓале во контакт. Но секогаш кога сме во болница сме толку оптеретени со сопствената мака што не мислиме на другите. Ние си одиме дома, си продолжуваме со животот, а медицинската сестра повторно други ден се враќа на истото работно место. Како изгледа еден ден од почеток до крај, доколку има крај денот на медицинската сестра? Па, многу убаво вака ми го поставивте, не знам од каде да почнам да ви одговорам, сепак никогаш пациентите не можат да го доживеат моментот позади болничката врата, каде што се сестрите, каде што се подготвуваат и каде што сите работни задачи ги извршуваат на начин на кој што се задолжени по закон и по пропис. Тој е едниот начин кој што го кажувам како зависен, кој што морат да го сработат, каде што има еден независен кој што зависи од незиниот карактер, од незиното исполнување, незината целина во незината професија, тоа што го кажуваме дека треба да го имате или го немате за да бидете медицинска сестра, таа емпатија, таа храброст и сето оно кое што треба да ве одликува позади униформата и оној дел другиот кој што е меѓузависниот кога контактирате со семејствата и со сето она кое што е многу стресно го доживувате вие прво и требате како стрес да го пренесете на пациентите или доброто, радосното кое што треба да го доживеете со сите нив. Така да јас никогаш не посакувам никој да ја види работата во операционите сали, во интензивните неги, каде што работата е толку многу
од аспект на чувствата човечки многу стресна за сите медицински сестри, мислам за сите тимови, комплетно за сите, меѓутоа нормално нели зборуваме за медицинските сестри, каде што едноставно преживувате се што се случува со пациентите. Ние сме со пациентите во оној момент кога ја доживуваат првата информација за болеста и сето оно кој што треба да го прифатат дека се случува и треба да ги внесете и едноставно на некој начин да изградите таа доверба за да кога ќе се појавите и ги извршите работните задачи да бидете задоволни, бидејќи во професијата ако не ја почитувате наспрам себе личноста на пациентите, не ги почитувате неговите лични убедувања, неговите уверувања, вие не можете да продрете и до оној дел што се вика доверба, за да можете на некој начин да си олесните и вие вашата работа. Исполнувањето во професијата кај нас значи е во тој дел. Во зависност од тоа дали медицинската сестра е во примарното, секундарното, терциерното или приватното, се разликуваат работните задачи, се разликуваат начините на пристап и интервенциите према пациентите, меѓутоа стресот е секаде ист. Кога сте во примарното се соочувате со првичниот контакт на сите несакани било какви состојби на пациентите, каде што се врши тријажата за да понатака пациентите се најдат во институциите каде што треба и како што треба да им се помогне. Кога сте во секундарното, вие сте во стационарот каде што се лежичките пациенти, каде што утринскиот ден ви започнува со лежичките болни на оделенијата, каде што сте многу малку, согорувате, сакате се да постигнете, едноставно не можете да постигнете. Од тука се и сите наши како да кажам негодувања за нашиот недостатокот наш во болниците и заложбите и така понатака, кога сте во терциерното каде што се да кажем и ургентните центри, дел од секундарното и дел од терциерното сте изложени на такви стресови, значи, а медицинските сестри започнуваат на многу мала возраст во својата професија после средното образование на 18-19 години и тоа се навистина многу стресни ситуации, меѓутоа затоа се тука нашите поискусни и повозрастни колешки биле секогаш и јас некогаш започнував 93-та година во тогашната воена болница, започнував како сестра во интензивните неги каде што таа поддршка морална комплетна, значи од сите тие мои колешки и драги кои што многу од нив се сега веќе заминати во пензија, многу од нив веќе и се во болницата. Се гордеам што сум била нивни ученик заради тоа што се граде во една институција од типот на воената болница и сегашната градска општа болница 8 септември, каде што на вистина имаше прво критериумите сите беа исполнети, така? Секако ме разбравте што сакам да кажам. Со сето тоа, значи, сакам да кажам дека се градевме ние како генерации во еден период, во едно време кога завршувавме од школите со некои други вредности. Имаме сега некои како да се изразам, ситуации кои што дополнително не оптеретуваат на работните места заради тоа што имаме забелешки на начинот на образованието, на програмите во образованието, на скратените програми во образованието, кои што влевате на несигурност кај нашите идни колеги кои што настапуваат на работа во болниците. Нашето менторство треба да биде на повисоко ниво, а ние сме многу малку во болниците и на крај на краиштата и колку и да сакате да бидете менторски настроени и да се дадете себе си, немате вреднување, немате запис за нештото, немате на некој начин платена одговорност во целокупната работа. Се трудам малку попластично да се изразам за да можеме во недела нели вака убаво да се разбереме. За тоа поединок, јас сакам само да се навратам нешто ова што споменавте дека не би сакале никој да ги види сликите што се случуваат таму. Ме интересира што се случува со сликите што им остануваат во глава на медицинските сестри и откако ќе заврши смената. Тие слики ги носат со себе и дома, така? Така е, јас секогаш сум кажала кога за себе си лично дека многу сум му благодарна на моето семејство затоа што имало ситуации кога ние и за празници, и во викенди и било когаш кога биле некои семејни настани, сме морале да бидеме на работа или во моментот извикани. Мислам, не зборувам само за себе си, зборувам комплетно за сите медицински сестри. Затоа на почетокот напомнав дека нашата професија не е професија, нашата професија е живот. После завршувањето на смената зависи од каде и од која смена завршувате и заминувате. Ако заминувате од прва смена, тогаш сте физички и ментално многу уморни заради тоа што динамиката е во утринските часови. Затоа што прераспределбата на работните задачи наместо да биде на 7 луѓе ќе падне на тројца. И во таков случај, значи,
после првата смена, каде и да сте било во кое ниво од здравствениот систем, и во примарното, и во секундарното, и во терциерното, на таков начин кога завршувате со втората смена или завршувате со, бидејќи на сестрите не им се дозволени дежурства, а работат по 16 часа, меѓутоа не се платени по дежурство, се платени по сменска работа, а таа работа е од 16 до 24 часа и кога завршувате последно 24 часовно дежурство, сето тоа што го преживувате во утринската смена го множите 3 пати по 8 часа до наредниот ден, бидејќи никогаш не знаете што ви носи ноќта и какви се проблемите и со што све ќе се соочите во текот на ноќта и со какви стресни ситуации, во зависност од тоа, нели, каде сте, на кој оддел сте, во која област и како сте. Со оглед, ургентните центри се континуирано, за жал, континуирано оптеретени со работа. Со оглед на тоа дека распоредот наш на ургентните центри е таков каков што е, оптеретеноста се централизира, така да се изразам на некој начин, и тоа се многу тешки смени во кои што треба да издржите секако и физички, и ментално, и психички, и да се соочите со сите оние стресови, со се она што го носи целокупната ситуација. Тоа е тоа што го спомнав, зависното, независното и меѓузависното. Ќе сработите околу пациентот, ќе го преживеете стресот, ќе истапите човечки, меѓутоа ќе треба да го поминете и моментот со семејството и сето тоа треба да го преживеете, и тоа е така секој ден. И тоа е така секој ден, и секој ден, и секој ден, и со години, и така, и на тој начин се градите, созревате, станувате нешто кое што, како да кажам, треба да му доликува на униформата. Вашата точност, вашата професионалност, вашата колегијалност треба да ве красат на работното место. Не постои и покрај се. И покрај се. Значи не можете да бидете медицинска сестра само по закон и по пропис. Значи, вие ќе ги завршите сите интервенции и се оноа кој што ќе ви се наложи по индикација на лекарите на утринската визита, после која, да речеме, еве сега конкретно за стационарите, после која настапувате комплетно со работните задачи према пациентите. Дали тоа се припреми предоперативни за операција, дали се тоа прифаќање на пациентите постоперативно, дали се тоа припреми за диагностики на пациентите, дали се тоа воведува на амнестичките податоци за историјата на болеста каде што се следат испитувањата, дали се тоа хронични случаеви, дали се тоа акутни, сето тоа на различен начин ги разликува работните ваши задачи. Дали се тоа пациенти во категорија прва кога се посамостални, дали се во втора, трета или четврта категорија како што се подредени според зависноста од потребите и од интервенциите на сестрите каде што вие треба да се остварите по работните задачи. Вие морате тука во тој дел, значи, да ги покажете вашите карактерни особини и да ја влијаете, како што кажав, таа доверба која што е многу важна. Медицинските сестри се професионални мајки во сопствената професија, бидејќи само мајчинската љубов е безусловна. И тука во нашата работа, значи, вие се давате безусловно. Кога, значи, не се сестрите ко мајки. Професионални мајки. Јас многу пати со пораки до сестрите, кога сакам малку морално преку здруженијето, преку унијата да ги стимулираме во сите овие времиња кога сме незадоволни од многу аспекти, многу пати сакам да ги потенцирам овие доблести на нашата професија за да се чувствуваат во собствената професија гордо заради тоа што се и каде што се. И на тој начин сум многу пати им препишувам пораки од пациенти или на некој начин благодарности со кои што сакам морално и стимулно да на некој начин да ги надминеме сите овие потешкоти со кои што се соочуваме. И имаше едно прашање од типот што е тоа што медицинските сестри можат да го направат. И медицинската сестра одговорила и кажала дека можам на твојата мајка да ја држам во 4 часот наутро раката на таткот и да му ја дадам терапијата во болница, да му помогнам на твоето бебе да продиши, да ги олеснам маките на твојата баба и така понатака. Меѓутоа не можам да им објаснам на властите дека ми треба закон, дека ми треба нормално образование, дека ми се потребни бенефицирани стажови, дека и сите оние проблеми кои што нели ги засегаат медицинските сестри, а друго се можеме. Би сакала да се навратам на овој момент што споменавте дека 3 вршат работа за 7. Да им објасниме на гледачите зошто се тие бројки. Според се заимало одредени стандарди. Така е. Според број на жители, колку медицински сестри се неопходни, така? Колку што паметам, на 1.7.500.000. Така. Кај нас колку има? Па ние имаме една неофицијална бројка со оглед на тоа дека немаме централен регистер, а централниот регистер го уредува законот за нашата професија, за која што се надеваме дека конечно здруженијето и унијата ќе успее да го донесе со оглед на тоа дека работевме во групите.
и со оглед на тоа дека се најде веќе на ЕНР страната како закон кој што треба да помине во понатамошните процедури и еден ден ќе го донесе тој централен регистер во кој што ќе имаме точни официјални бројки на пребројување, колку сме потребни, колку се одлеваме, колку треба да видиме. Во овој момент според нашите неофицијални бројки ние сме некаде околу 7.500 со другите струки, значи сродни струки наши, зборувам како што се физиотерапевтите, рентген технолозите, лаборантите, фармацевтите, да не заборавам некого, сме некаде околу 11.500. Меѓутоа медицинските сестри се некаде околу 7.500. Што значи половина од стандардите препишани од СЗО. Тоа значи дека една медицинска сестра работи за 2. Па некаде и за 3. И некаде и за 3. Значи, ние имаме многу комуникации како Унија, како Сдружение во регионот и пошироко и ги водиме тие статистики за нивната покриеност, како они се покриваат да речеме, во Србија тој процент малку поголем и тие недостасуваат. Меѓутоа, например, да речеме, во скандинавските земји имате импозантна бројка на медицински сестри на 100.000 жители. Кај нас е некаде околу 300 до 350, а треба да бидат 700. И тоа зборува за тој недостаток во болниците со кој се соочуваме. Сега можеби има спорадични институции во кои што можеби бројката е добра, меѓутоа имате институции во кои што можеби недостасуваат и повеќе од 50%. И на една утринска визита, кога ќе дојдете во стационарите и кога ќе влезат 12 или 15 доктори на утринска визита, ќе видите само 3 медицински сестри, а одделот ви е со 30 пациенти и вие треба на тие 3 медицински сестри да ги расположите сите работни задачи по зависност на колку му се потребите на пациентот, колку е он зависен од вас во таа утринска смена. И тука би одала многу големо значение на помошниот медицински персонал и технички персонал, кој што нормално на сестрите им е многу важен и тоа се болничарите кои што се во делот на транспортот и на негата, кои што им помагаат на медицинските сестри и надополнуваат и се многу важни и многу важен и многу битен дел од тимовите исто како доколку не се тие, значи медицинските сестри нема да бидат во можност дури ни физички еден пациент да го подместат во кревет, да речеме, или било што нешто да се направи. Јас многу пати сум кажала дека на нас не е многу важна и безбедноста на работните места. Ние не страдаме само од недоволен број, меѓутоа тука е нарушена и безбедноста на работните места. Ние сме изложени на инфективните агенции. Секој дневно доволно е што 24 часа го дишите воздухот постојано. Доаѓате во болница, носите маска, ние сме цел ден, значи секогаш. После ковидот веќе, значи маската ни стана составен дел од униформата секаде каде и што сме. И вие сте цел ден и во стационарот, тука сте со пациентите, со нив во еден див дишите. И во ноќните смени, и тоа е цел живот така, и цел работен век исто така. Вашата изложеност е таква каква што е. Подлежите на многу професионални заболувања, за кои нити има статистика, ниту има црвен телефон за да пријавите моментално во денот ако се случило било какво ефективно заразување. Но не се само тие опасностите. Се не знам дали ќе сакате јавно да проговорите, имало некој немил настан минатата недела, колку што разбрав, во Ѓорче Петров, така била физички нападната и буквално истепана медицинска сестра. А оно што не ми е јасно, зошто тоа не се дозна во јавност? Па имавме на жалост неколку такви ситуации кои што во Сдруженијето стигаат како информација, бидејќи нашето членство е во цела Македонија. Унијата и Сдруженијето ги покрива буквално сите институции од сите нивоа и од концесионерите и нашите колешки медицински сестри кои што се во институциите од Министерството за труд и социјала. Се слеваат информации во Унијата, во Сдруженијето и точно дека се случи ваков настан не беше пред една недела, малку пред тоа, се точно не можам да ви кажам за кога се работи, да. Периодов. Меѓутоа во ноќната смена точно беше нападната физички медицинска сестра која што заврши со телесни повреди и информацијата стигна до нас, ние како према колешка нормално како здружение реагиравме. Истапивме, меѓутоа ништо јавно не слушнавме и сега од колегите слушаме информации како и што е. Ова не е прва сестра што е вака нападната. Ние имавме случај во Кумановската болница, скоро имавме напад на медицинската сестра во ноќната смена каде што беше ограбена и финансиски, бидејќи медицинските сестри во ноќните смени работат како 3 во 1, тие се и администратори, и медицински сестри и се. Јас по однос на ова сметам дека законот за заштита на правата на пациентите им ги дава сите нивни права, меѓутоа треба во тој поглед значи ние да бидеме многу повеќе заштитени отколку што се прават напори во институциите сега да ги имаме овие агенции за обезбедување. Очигледно се работи за
за поликлиниката во Ѓорче Петров мислам дека немало обезбедување. Што се случило и како се случило за деталите не знаеме, меѓутоа на жалост имаме вакви случувања и тоа многу ни го дополнително повредува достоинството, бидејќи имаме чувство дека најлесно е на медицинската сестра да го искажете своето незадоволство и сето оно што ви се случува во лавиринтите додека да дојдете да си го остварите правото на здравствена заштита, некако најлесно е на медицинската сестра и еве вака на жалост завршуваат работите без одговорност и без казна и тоа е лош пример. Значи на тој начин давате порака дека секој може да се однесува како сака, а треба сите да ги почитуваме правилата на здравствените куќи. Секаде мислам мора да се почитува домаќинлукот и редот. Ние се соочивме со скратување на посетите на пациентите после ковидот и за време на ковидот и по цел ден имате ситуации во кои што морате да се наткажувате дека не смеете да пуштите посета кај пациентите. Колективната свест не се гради во моментот, не можете да им докажете во моментот. Луѓето се загрижени за своите блиски, сакат да влезат да ги видат, имате сериозни секакви ситуации, меѓутоа едноставно мерките не дозволуваат да го дозволите тоа. И тогаш за едни такви така да се изразам секојдневни, лесни и било непотребни и не толку многу важни конфликтни ситуации, страдаат здравствените работници, а не во оној дел во каде што се и завршуваат стручната работа. Вие како една од солуциите за развивањето на нашата колективна свест предлагате уште од многу мали нозе да се започне со тоа здравствено образование, односно уште од градинките. Так. Не само колективната свест наша одговорност да се развие, туку почита кон ликот и делото и имиджот на медицинската сестра. Па, ова е една стратегија на нашето здружение и на нашата унија со која што ние сега многу активно работиме од минатата година. Подпишавме меморандум со регионот и со Балканската асоциација на медицинските сестри и побаравме значи да имаме една стратешка заедничка цел во која што покрај тоа што ќе си ги побараме правата на истоветно доближување на образованието до европските курикулуми, до истоветна плата во регионот и кај нас, значи се здруживме заедно и во оној дел кој што се вика достоинството и ликот и имиджот и на професијата на медицинската сестра, каде што сите заедно ќе делуваме во тој смер за да го вратиме достоинството, а достоинството ќе го вратиме ако го избришеме тоа 4N што го викаме ние основата на незадоволството на сестрите е во тоа 4N. Непрепознаени, непризнаени, неплатени и незадоволни од сопствениот статус во општеството. Значи каков е статусот? Кој е статусот? Статусот е исто како социјална група. Значи ако земете една медицинска сестра во овој момент со личен доход кој што е близу до републичкиот минимален личен доход, ќе видите дека таа значи нема апсолутно никаква можност да живее самостојно и да биде пред се кредитоспособна или да го издржува сопственото семејство. Тоа се 20.000 денара личен доход на сестра со стручна спрема, значи сосема недоволни да ја плати незината одговорност. Како джепарлак за тинеџер, така некако. Тоа апсолутно значи ние не можеме да ги рачунаме сите луѓе со средна стручна спрема, вработени професионалци каде и да ги рачунаме врз основа само на образованието. Мора да ги издвоиме одговорностите на луѓето. Значи на нас во тие колективни договори врз основа на кои сме платени ни се потребни групи кои што ќе ги оделат сестрите по одговорности, а не само по образование. Значи имаме сестри со 20 до 30 години работно искуство кои што работат во диагностиките, каде што се значи веќе специјалисти во сопствената професија. Да не зборуваме за сестрите кои што сега по образование стануваат специјалисти во сопствените области. И тие мора да добијат посебни групи врз основа на нивното искуство, работата, одговорноста која што ја носат, да добијат такви лични доходи. Ние не можеме да се водиме по тоа дека се тие со средна стручна спрема и мора да бидат само во таа категорија. Но дали е само проблем неплатеноста на одговорноста или пак тоа што не е дефинирана одговорноста, затоа што медицинските сестри работи кои што не би требало да ги работат тие, така? Видете, проблемот е во тоа што законот не опишал во интервенциите и не ни ги ставил праговите и границите. И сега ние имаме нарушување на меѓуколегијалните односи во болниците од таков аспект. Сестрите со средна стручна спрема како поискусни работат се. Сестрите со високо образование кога ќе го добијат признавањето на образованието,
ќе добијат само поголем личен доход, а одговорностите им остануваат исти. Интервенциите, работните задачи им остануваат исти. И сега на први врз основа на образованието ќе се имат различна плата, во текот на денот работат исти работни задачи, имат исти одговорности, или доколку се работи за помлади медицински сестри кои што доаѓаат на работа, ментори им се овие сестри со средна стручна спрема кои што се подолго време во болниците и треба да ги учат и односно да им бидат ментори во работата, а вие немате начин одговорностите да им ги поедините затоа што не се знае каде започнува и каде завршува со работните задачи сестрата со средна стручна спрема, а каде започнува со високо и каде сега овие сестри кои што доаѓаат како специјализирани, каде и во кој дел и со какви одговорности ќе се соочат. Ние како Унија, како здружение се залагаме да бидат задоволството на сестрите во секаков правец задоволени. Меѓутоа, сметаме дека кога ќе се признае високото образование треба да се означат и одговорностите. Сметаме дека сестрите со средна стручна спрема не може цел работен век да останат само на едни работни места. Мора да има групи и начини врз основа на кои ќе се вреднуваат нивните специјалности. Значи, јас никогаш не сакам да се компарирам со лекарите и никогаш не сакам да искажам незадоволство во тој однос, меѓутоа секоја една нивна до специјализација, секој нивно до усовршување по, така ќе се изразам народски, по дефолт во колективните договори веднаш им се признава во болниците. А медицинските сестри кога ќе завршат да речеме во високото образование или ќе ги завршат соодветните специјализации, тогаш они не се планирани, тогаш не се планирани во буџетите, тогаш не се планирани на работните места, тогаш ги нема во систематизациите, тогаш не се предвидени по колективните договори и дојдовме до ситуација да иницираме една преквалификација на кадри кои што се случуваат внатре во болниците и доколку се случуваат во здравствените струки, тоа не би било толку проблем. Меѓутоа, ние сега се соочуваме со еден наплив на преквалификации на сестри од сосема други струки кои што стануваат медицински сестри. Тоа е така нареченото воореното дошколување, кое што по некоја скратена постапка, програми кои што нити ние ги знаеме, нити ги одобруваме, нити се сложуваме со истите, ги дошколуваат сестрите и конкурсите во болниците одат со средна стручна спрема и тие се најконкурентни и доаѓаат на конкурсите како најконкурентни. Таа хиперпродукција што ја нарекувате, така? Да, и овие сестри со високо образование не можат да бидат конкурентни на тие конкурси и тогаш наоѓаат начини внатре унатар значи институциите да направат преквалификации и од секакви струки се дошколуваат вонредно со одредени некои програми кои што се реков дека ние реагиравме остро на сето ова и немаме ништо против сите тие кои што на тој начин завршуваат, бидејќи на нив тоа државата им го дозволила и тие си го користат своето право и завршуваат на таков начин. Меѓутоа проблемот е кога ќе дојдат во болница, бидејќи вие не можете веднаш да ги израмните со сите професионалци кои што имаат завршено редовно и имаат искуство и работат и вие ги ставате на исто ниво со сите сестри, а имате уште многу работа со и едукација со истите нив, затоа што сметаме дека програмите врз основа на кои завршуваат не се доволни, не се професионални, не се временски како што треба и стручни. Нашата реакција одеше во смер значи да го изземеме овој начин на преквалификација, меѓутоа ни беше кажано дека е тоа уставно право секому да се преквалификува и дека не можеме ништо во тој смер да направиме, меѓутоа можеме да направиме. Можеме да имаме многу посериозен пристап во тие програми, можеме значи да направиме сериозни програми кои што ќе имаат сериозни чекори за дошколување, кои што ќе имаат временски рокови како што одговара, мада не се сложувам дека нашата професија е професија која што треба да се завршува и да се учи воредно. И на крај, значи многу важно е никогаш во болниците да не односно сакаме да се за овој кадар да се врати приправничкиот стаж. Односно 1 до 2 години да се водат во статус на приправници, каде што ќе бидат платени како со приправнички лични доходи и значи ќе им биде овозможено менторство и дополнителна едукација, каде што после врз основа на менторите ќе се дозволи и ќе се каже дали се тие самостални, дали можат да работат во работата. Сепак ако ќе се доближиме до европската директива за образование, сметам дека ова ама воопшто мислам не е нешто кое што го предвидува истата и сето тоа на некој начин мора да остане далеку позади нас, бидејќи по дефиниција болниците ќе мора да имаат одредени бројки на сестри со високо образование и специјалности. Затоа Светската здравствена организација за време на ковид кризата даде многу големи насоки до сите раководни структури и рече многу да се вложува во образованието на медицинските сестри, бидејќи од несоодветни образованија пропаднаа цели здравствени системи, од курсистичко образование. И колку беа испочитувани тие јасни инструкции? Ништо ние не почувствувавме, сем што имаме 5-та високообразовна институција отворена сега,
а не знаеме дали сестрите ни се потребни, непотребни, колку ни требаат. Затоа што нема никакви статистики, немате. Бидејќи па немаме статистики со оглед на тоа дека Централниот регистар не пребројува како што треба, а и некако и ние како Унија, како здружение, ако не ги работиме овие статистики официјални од овакво и од нашето членство, не би имало од каде нели и како да се информираме зошто и како, а најболното е што ги произведувате, а во болниците потоа не ги признавате. Тоа е во тој 4Е што ви го кажав, делот на непризнавање. Значи не ги признавате по образование, по специјалности. Завршуваат специјализации, специјалисти се во сопствените професии, не ги признавате по специјалности, не им давате места во систематизациите. Завршуваат високо образование, исто така не им го признаваат оваквото. Истите тие професори им се на факултет, истите тие им се менаџерите во болниците, тие ги школуваат, кога ќе се вратат во болниците, истите тие не ги признаваат. И тоа е таа непризнаеност за која што зборувам, неплатеноста ви ја објаснив и кажав дека тоа е нешто кое што е близу до минималецот. Имавме преговори со синдикатот, се однесуваме просиндикално, успеавме некои 3% кои што беа минатата година ветени после ковидот и за време на ковидот неостварени, да ги побараме како ветување да се остварат, за да се помести линијата на медицинските сестри со средна стручна спрема од тој минимален личен доход. Меѓутоа веќе сега републичкиот просек од идниот месец е најавено дека треба нели нормално повторно да се подмести, така да одиме во нови фронтови, така да се изразам, за побарување на нови покачувања на платите. Не знам дали ќе успееме со сето тоа нешто да ублажиме во незадоволството на сестрите со оглед на тоа дека минатата недела добивме информација дека нашите сестри се заминуваат од професијата. Тоа ми исто така една, односно можеби главната темата што е многу актуелна деновиве, тоа е одливот, нели? Од таму и започнавме со вашето гостување, одливот на докторите, но таму имаме бројки. Од 7400 пред 10 години за денес 5400. Тоа се официјални некои бројки. Вие рековте дека немате бројки ни колку се, предпоставам ни колку заминале. Па ние имаме неофицијални бројки, кои што врз основа на тоа што бидејќи тие кога заминуваат имаат потреба од потврда за членство во здруженијето со оглед на тоа дека ние немаме комората. Не дека вие немате бројки, туку за вас не се води евиденција, сакам да кажам, да. И немаат можност значи да добијат исписница од комората и обично веќе во европските земји тоа им е познато и знаат дека ние сме единствените во регионот кои што ја немаме сега комората и го немаме законот. И тие се обраќаат кај нас во здруженијето да ја добијат потврдата за членството кое што им е потребна. Колку е голем проблемот со одливот кај медицинските сестри? За време на ковидот имавме спорадични заминувања, за една година спорадично заминаа да речеме околу 50 на медицински сестри, меѓутоа информациите зборуваат дека B1 и B2 нивото во Србија го изучуваат многу повеќе. Сега после ковидот, како што предвидувавме дека ние ќе ги надополниме сите испразнети места и недостатоци во регионот и во Европа, станува вистина и нашите медицински сестри масовно се одлеваат и тоа си ги повлекуваат семејствата. И неофицијално слушнавме дека имаат некои начини со агенциски и не знам како, не знаеме зашто се работи и како се работи, меѓутоа со средени услови административни секако и масовно заминуваат и жалосно е што заминуваат многу искусни сестри од болниците. Но не заминуваат само во странство, така едноставно минуваат професија. Незадоволни од 4Н, така? Да, сега заминуваат и од собствената професија, значи се преквалификуваат и одат во други професии каде што немаат толкови големи одговорности, а имаат да речеме поудобни лични доходи. И помирен сон? Да, апсолутно, мислам одговорностите и стресовите ги немаат за тој личен доход и си заминуваат од професијата, си заминуваат во приватното. Имавме сега информација пред еден месец. Значи 10-11 медицински сестри одеднаш замина од клиничката болница Штип во приватниот сектор. Значи заминуваат во странство, заминуваат во пензија, а ние немаме никакви мерки со кои ги надополнуваме на работните места. Жалосно е што секогаш во отсуство на законот сме решавани само со времени мерки и со времени одлуки. И тие времени мерки и времени одлуки ве носат во една неизвестност која што прави такво незадоволство, која што е една од најголемите причини кога нешто ви се ветува и мислите дека еден ден таа времена мерка ќе ги оствари вашите прави, меѓутоа тие времени мерки завршуваат бидејќи се периодични и ништо не се случува со ветеното. Таков е случајот сега со сестрите со високо образование за кои што се потпиша анекс договор минатата година за да им се признаат високите школи во болниците. Меѓутоа им се даде можност на менаџерите на болниците додека да ги донесат систематизациите,
Значи со времена мерка да им обезбедат финансиска надокнада за школите, а со систематизациите да им ги признаат. Меѓутоа се случи да си влегува во една комфортна зона, ги обезбедија финансиите и сега тие им делат финансии на месечно ниво, меѓутоа тие не се поставени со решение на работните места и тоа не остава траг во нивните лични доходи. И јас не знам до каде и до кога ова ќе трае, и ова е ситуација во која што само со сестрите се случува вакво непочитување на колективните договори. Кога се во прашање лекарите е друга ситуацијата. И сега со овие порамнување на колективни и покачувања последни, што се случија линеарни према лекарите и сестрите, ги оставија сестрите позади лекарите 1:5 со личните доходи, ако ги земете во предвид додатоците и дежурствата кои што следат на лекарите, за разлика од сестрите, а ако ги гледате коефициентите 1:3. Колективните договори сето тоа секогаш го држеле во законска рамка на 1:2 однос. Ова е недозволиво да вие имате личен доход 1:5 разлика на здравствен работник. Јас немам ништо против личните доходи на лекарите. Јас сакам тие да земаат и 300.000. Ама ние да земаме 150.000. Или во спротивно, Србија кога ги покачуваше, да речеме, за време на ковидот личните доходи, кај сестрите многу повеќе се покачуваа личните доходи за да се следи овој сооднос соодносот на 1:2. Го нарушивме комплетно тој сооднос и незадоволството е многу големо. Не дека не е незадоволството за висината на личните доходи на лекарите, него е незадоволството за тоа што сме ние многу назад од сето она што требаше да се следи. Гордана, дали сето ова може да кажеме невреднување од страна на државата, односно системот, влие на тоа да и самите пациенти да губат довербата во медицинските сестри? Па на нас ковидот вистината ни е удри во очи, јас тоа секогаш го кажувам, значи ние се сочивме со голема вистина во тој период, бидејќи и ние како здравствени работници многу пострадавме. Во старт имавме 600 заразени, имаме рехабилитацијата се уште не им е завршена на голем број од здравствените работници и загубивме за жал 6 медицински сестри кои што се зарази и почина на работните места и ние никогаш нема да престанеме како унија, како здружение да го почитуваме нивното дело и се она што они направија како пример во сестринството и кај нас, и тоа длабоко ќе вреже овој траги кај сите нас. Ние немаме во овој момент, значи, никакви мерки со кои што на некој начин им влеваме на медицинските сестри било каква надеж дека нешто ќе дојде нешто подобро. Кога зборуваме за личните доходи, зборуваме за небезбедноста на работата, за непризнаеноста, за недокажаните одговорности, за статусот во општеството, и од друга страна се сочуваме тоа комплетното достоинство кога ви е нарушено, ја имате и од друга страна и недовербата на пациентите која што не сме ние причината поради која, значи, е таква каква што е, меѓутоа условите во кои што работиме, задоволствата, незадоволствата со кои што се соочуваме, сепак мислам дека медицинските сестри и понатака се многу на висина на работните задачи за оноа кое што колку се незадоволни и колку не се платени. Сметам дека сепак ја имаме таа силна алка во здравствениот систем која што во моментот ми се чини образот на здравствениот систем. Зборувам комплетно за сите медицински сестри. И не сакам да ги одминам и сестрите во концесионерството, тие се исто наше членство и секогаш се болна точка за нас. По ниту еден закон не бе уредени. Успеавме само еден член во Законот за здравствена заштита за нив да уредиме, за да можеме по нивното на некој начин изфрлање на улица, така ќе се изразам овој народски, по основ на затварање на ординација, заминување на докторот во пензија, со 30 и кусур години стаж завршуваа на улица, а ние зборуваме за недостатоци во болниците. Успеавме да издействуваме член во Законот за здравствена заштита со кој што здравствените институции мораше да ги вратат назад на работните места од каде што ги испратија во концесионерството, бидејќи тие беа испратени не по нивна волја, беа со еден времен закон од 4-5 години, им беше условно поставено услов да заменат во концесионерските амбуланти и ако не го прифатат тоа дека ќе добијат откази заради тоа што бројот на лекарите во примарното се премина во концесионерството и сестрите мораше да заменат со нив. И се соочија со една ваква ситуација. И сега се тоа сестри кои што се три во едно. И администратори, и сестри, и хигиеничарки, должна почит према одредени од нивните така да кажам работодавци кои што се према нив нели исполнителни како што треба, меѓутоа
ние сме сведоци дека јас сакам капитациите им ги покачија на лекарите во концесионерството, меѓутоа никаде не слушнав каде медицинските сестри ги сместија тука во тој дел и што медицинските сестри добија од покачувањето на таа капитација, дали им ги покачија личните доходи и ние сакаме да се донесе еден правилник за нив со врз основа на кој они ќе потпишуваат еден унифициран договор во сите концесионерски амбуланти, а сега подлежат на некои правилници кои што си се за секоја ординација засебен и посебен и немаат една уредена универзална рамка врз основа на која ги потпишуваат договорите, каде што се уредуваат и нивните годишни одмори, нивните слободни денови, нивните боледувања и така понатака, така да и тука имаме големо незадоволство и не сакам да си ги заборавам сестрите кои што се во Министерството за труд и социјала и кои што се во специјалните институции и установи и каде што се водат како административни работници, како што се и сестрите во градинките. Кога го спомнавте здравственото воспитување, значи реков дека колективната свест треба да се гради уште во од мали нозе. Медицинските сестри треба да бидат тие кои што ќе зборуваат за здравственото воспитување на децата уште од мали нозе, каде што и ликот нејзин, и имиџот, и достоинството ќе го градат во очите на нашите сограѓани и на некој начин ќе качуваат колективната свест. Јас се надевам делумно и со разговоров дека барем ќе се обидат гледачите да влезат во вашите чевли, нели што се вели. Па јас сакам да кажам дека ние ако не бидеме свесни, ковидот пак ќе кажам, значи не донесе во една ситуација во која што многу зборувавме, здравствено воспитувавме и кажувавме и тоа важи секојдневно. Не треба да ни се случи таква епидемија за да бидеме свесни. Ние мора сите да бидеме одговорни. Нас државата не може да ни даде да бидеме здрави, таа ни ги формирала институциите и структурите и низ кои што нели ние се остваруваме како здравствени работници и ја пружаме таа здравствена нега. Меѓутоа ние како граѓани сите значи имаме должност за една да се чуваме себе си и околината околу себе си и да ги почитуваме сите околу себе си. Од тука произлегуваат сите мерки на заштита за себе си и за сите околу себе си. И тоа е таа колективна свест која што ни беше многу тешко да ја подигнеме во оној дел кога не се пријавувавме, кога сме заразени, кога се движевме меѓу луѓето, кога бевме инфицирани и така понатака и на тој начин не се штитевме, односно и ние некаде од некоја таква небрижност дојдовме до такви ситуации и продолжувавме да го правиме истото. Така да многу ни е важно стратешки да ги решаваме работите, а стратешкиот дел лежи тука во тој дел, каде што ќе треба да ја тргнеме и онаа фама што ја спомнавме во почетокот на мојавиот дека и ликот и имиџот на медицинската сестра е злоупотребен. Ние гласно ќе зборуваме преку Балканската асоциација, дури и до филмската индустрија, каде што е злоупотребена нашата униформа, каде што е злоупотребена нашата работа. Особено во филмовите се возрастни, така да ги наречеме. Така да мислам дека ликот и имиџот на медицинската сестра и од тука е подкопан на некој начин, а овие незадоволства го нарушуваат дополнително достоинството. Затоа е многу важна за нас ова обединетост на балканско ниво. Ние заминуваме сега во март под покровителство на владата на Република Српска. Ќе потпишеме еден многу голем меморандум, така ќе се изразам голем од стручен аспект за медицинските сестри од целиот регион, каде што се надевам ќе добиеме поддршка и од нашите раководни структури и ќе бидеме амбасадори на нашата држава таму во Република Српска, каде што заеднички сите ќе седнеме да ги сублимираме и да ги централизираме на некој начин, да ги на проблемите и да ги насочиме сите активности заеднички за остварување на исто образование, исти лични доходи, достоинство на медицинските сестри, почитување на ликот и на имиџот на медицинските сестри и сметаме дека на таков меѓународен начин можеби многу повеќе ќе делуваме. Но под покровителство на друга влада, ако земам да ве прашам кај е тука нашата влада, ќе отиде веќе емисија да ќе треба. Па сега ние се надеваме дека ќе добиеме поддршка од нив. Ова е сега, значи во оваа ситуација, значи добиваме голема поддршка од Комората на сестрите на Република Српска, Комората на сестрите на Србија, Комората на Босна и Херцеговина. И многу ни е мило и драго што они во нас препозна амбасадори и представници на и покрај тоа што ние немаме сега се уште имплементација во здравствените политики и така понатака, ги следат работите на нашата унија, на нашето здружение и нашите активности и на наше огромно задоволство не повика, потпишавме меморандум во Белград и сега заминуваме значи на една таква средба на која што ќе ги усогласиме начините на кои што ќе ги остваруваме заеднички целите. Јас се надевам дека ќе ја пробудиме на некој начин свеста и совеста комплетно и овде кај нас за враќање на достоинството на професијата на медицинските сестри. Гордана, ви посакувам многу успех и многу ви благодарам што ни гостувавте денес. Огромен поздрав до сите медицински сестри
и имам голема желба и надеж дека од утре ќе добиете и јануарска плата. Се надеваме сите. Па искрено и ние се надеваме можеби нема да биде утре, ама би требало да биде во текот на неделата со оглед на тоа дека веќе ситуацијата е дојдена до таква точка да се надевам нема да оди на штета на пациентите. Да. Голема благодарам уште еднашка Гордана и реков задолжително ако можете сите медицински сестри буквално да ги поздравите. Па да, јас се надевам дека ние сега преку нашиот линк и преку нашата страна им овозможивме и на сите и што се на работа и што не се доколку можат и не можат да го следат, да ја следат емисијава. Ви благодарам многу на поздравите, се надевам дека успеав се да кажам, ги поздравувам многу и единствено нешто кое што секогаш го порачуваме и го кажуваме да бидеме единствени. Само така можеме да ги постигнеме целите.